Лицата кои што ќе аплицираат за оваа мерка, подоцна ќе бидат дел од теоретската обука која ќе се реализира во период од 2 месеца, пошто ќе следи и практичниот дел од обуката, односно секојдневна практична работа во реални услови кај работодавач во време траење од 1 месец, информира раководителката на Центарот за вработување во Куманово Марија Димитриевска. Лицата кои што ќе бидат вклучени во обуките ќе добиваат месечен бруто надоместок во висина од 9.000 денари, каде што е вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за време траење на обуката. Невработени лица кои што ќе завршат теоретскиот дел од обуката и практичната работа и успешно ќе го положат предвидениот испит, ќе се стекнат со сертификат кој што е издаден од верификувани спроведувачи на обука пропишан од Министерство за образование и наука. Вклучените евидентирани невработени лица кои што се корисници на гарантирана минимална помош или пак користат право на парична помош по основна привремена невработеност за време траење на обука не го губат оваа право. Целните групи кои што се опфатени од евидентираните невработени лица, односно активни баратели на работа, се корисници на гарантирана минимална помош, жени, роми, млади лица до 29 годишна возраст, лица со попреченост и долгорочно невработени лица, односно лица на 12 месеци во евиденција како активни баратели на работа. Со оваа мерка опфатени се повеќе обуки. За дел од нив условот за учество е минимум основно образование, но за останатите обуки се бара минимум средно образование, појаснуваат надлежните од Центарот за вработување. Обуките кои што се опфатени со оваа мерка, значи постои широка палета на обуки кои што се опфатени со оваа мерка, конкретно на територија на Куманово за кои што има верификувани спроведувачи, е обуката за фризер и оператор за компјутерски системи и мрежи, за кое што е потребно лицето да има завршено минимум основно образование, додека пак за вториот тип на обуки, каде што лицето треба да има завршено минимум средно образование, се следниве обуки, и тоа службеник за сметководство, дигитален маркетер и оператор за компјутерски системи и мрежи. Значи, за ова се обезбедени провайдери. Огласот е отворен до 31 мај оваа година. Меѓутоа ќе биде отворен се до исполнување на предвидениот број. Затоа ги повикувам заинтересираните невработени лица, активни баратели на работа, да аплицираат за оваа мерка, да се пријават во Центарот за вработување во соба број 6 и на тој начин да се стекнат со одредени знаења, вештини, со стручни квалификации кои што ќе го подигнат нивното ниво на конкурентност на пазарот на труд. Мерката обуки за побарувани занимања на пазарот на труд е објавена од Агенцијата за вработување во рамките на ИПА проектот Активација на ранливите групи на пазарот на труд, финансиран од Европската Унија.